најпрва може би работа што би сакал да ја истакнам, ја користам приликава да се заблагодарам на организаторите на конференцијата, кои ми ја укажаа довербата и честа да бидам председател на научниот одбор на изначена обврска, морам да истакнам, на повеќе од 80 еминентни членови на научниот одбор од државата, од различни универзитети и институции, од регионот, може слободно да кажем и од светот. Има држави, членови на научниот одбор кои што се од држави од различни континенти. Која е целта на конференцијата? Го повторувам она што идејата беше на председателот, односно на Комората на органски производители на Македонија, која што се роди на 27 септември, која беше сајмот органска трпеза во Куманово, во салата на Советот на општина Куманово, одржавме состанок, а иницијативниот предлог беше од моја страна да почнеме со активности околу организација на ваков вид на конференција. Зошто? Што е целта? Целта е тоа што нашата држава ваков настан, ја не знам дека се одржува таква конференција со таков план на учесници меѓународни. А ние, ако се споредуваме со останатите држави во регионот, да не зборувам со државите членки на Европската Унија, во делот на органското производство на храна и производството на функционална храна, за жал сме меѓу последните како држава. Нашата цел како научен одбор, членови на научниот одбор, особено јас како председател, ќе биде да на некој начин ги утврдиме причините зошто е тоа така, зошто имаме варирање со овие показатели што ги споменав. Зошто да не оди тоа со една нагорна линија како што е случај во другите држави. И се надевам дека во нашата намера и целта да ги утврдиме со наш научен допринос, во соработка со бизнис секторот, ќе успееме на некој начин да ја подобриме состојбата со органскиот сектор во нашата држава, а секако и пошироко. На конференцијата ќе се создадат нови познанства, нови вмрежувања, ќе се разменат идеи, искуства, ќе се презентираат научни трудови, резултати од истражување. Благодарам.